Почитувани граѓани, влогот во нашите деца представува влог во иднината на државата. Бидејќи ние не сакаме уништено образование, разочарана и безидена младина, која, како што велат нашите опоненти, младина која среќа да треба да си ја бара по белиот свет, вложуваат во образование и училишни услови. Се реновираат спортски сали, училници, објекти, а во исто време се набавуваат нови помагала, наградни средства, дидактички материјали, нешто кои со години биле оставени на работ на времето. Состојбата која расследевме во 2017 година не е ни далеку слична на она од почетокот од 2020 година. Ајде да наброиме само некои од инфраструктурните зафати во Битола кои се направи во изминатите 2 години. Основното училиште Доктор Трифон Пановски, реконструкција на спортска сала во која што ништо не беше променето од градењето на училиштето од 1956 година со средства од општина Битола од висина од 906.000 денари. Основно училиште Ѓорги Сугарев, изградба и опремување на сензорна соба за ученици со посебни потреби. Реконструкција на подрачните училишта во селото Кравари во рамките на основното училиште Крсте Петков Мисерков Бистрица со влог од општина Битола од повеќе од 1,5 милион денари. Реновирани со облекувални во основно училиште Свети Климент Охридски. Целосно опремени 3 нови занимални во јавна установа детска градинка Естрела Вади Омара, во постоечките 9 објекти со влог од општина Битола од висина од околу милион денари. Реконструктивни зафати во средното медицинско училиште Јован Калаузи, средното училиште Кузма Шапкарев доби нова дограма, санација на покривна конструкција и нова канализациона мрежа. Средното техничко училиште Ѓорги Наумов со општински влог од 230.000 денари се санирани водоводната инсталација и се реновирани 2 кабинети и 8 училници, кои понатаму со германска донација се опремија дополнителни 2 кабинети. Во градинката Мајски цвет и Коца Василева комплетно се опремени 17 занимални, реконструирани се санитарните чворови и набавена дополнителна опрема за сите објекти. Со над досегашните 3 милиони и 400.000 денари општински влог продолжуваме да ги исправиме на здрави нозе образованието во општина Битола, а не да го деградираме како што беше тоа направено во изминатите 12 години од страна на ВМРО ДПМНЕ.